независниот синдикат на полицијата едва чекаше да завршат локалните избори и да ги продолжи активностите, каде што практично и застана со сето она што го имаме као програма и во 2017 година да заокружуваме дел по дел, односно станица по станица, за сето она што во изминатите 27 години се случувало со неработењето на поголем дел на граѓани кои се во рамките на Министерството за внатрешни работи, има прашања за кои фотографиите кои ќе може да ги добиете, ќе ги имате кај вас, да говорат за сето она као сведоштво во станиците, полициските станици во кои работат и живеат полициските службеници, што све се случува. Имено во посетата која ја имаме на полициската станица за граничен надзор и гранични проверки Стење, се соочиме со гледка слика која сведочеа на некое застанато време од 1992 година и бидејќи и логото, односно на СДСМ и коалицијата, односно веќе владеачката гарнитура на Република Македонија во делот на политиката го има живот за сите, ние во полицијата, односно независниот синдикат на полицијата, јавно и отворено бараме Министерството за внатрешни работи, начело заедно со министерот за внатрешни работи, да одвои време и да се обиде да направат посета на овој граничен премин према Албанија, кој 92 година со посебна спогодба е отворен помеѓу Република Македонија и Република Албанија, меѓутоа се она што ние као независен синдикат го видовме, на нас ни говори дека таму нема основни услови за живот и функционирање на вработените во Министерството за внатрешни работи, а дополнително на сето тоа што сакав да објавам е и следното. Веќе за 16 вработени во оваа полициска станица се појавува нов момент кај што се подготвуваат дисциплински постапки за одредени случаи кои буквално говори за нешто што во наредниот период ќе имаме доста работа као синдикат. Тоа е едниот момент за оваа пресконференција и напоменав фотографиите кои ќе ги добиете ќе бидат момент за комплетно презентирање на состојбите. Ке посочам на оваа пресконференција за дел од вработените во шумската полиција. Во Источна Македонија се соочуваме со еден многу сериозен проблем. Министерот за земјоделство и шумарство го потсетуваме дека нема ефект од прераспоредување на шумски полициски службеници од Македонска каменица во Берово, а од Берово и од Пешчево да ги донесат на работа во Македонска каменица. Исто ваков случај имаме со прераспоредување незаконско од Куманово во Кратово и од Кратово во Куманово. Значи ефектот е никаков, а се отвара можност и простор за отпочнување на судски процеси, зашто огромниот број на адвокати со кои имаме веќе случајно договор за застапување и одбрана на работните права, веќе се ангажирани и активирани и ќе се соочиме со дополнително одлевање на парични средства од Министерството за земјоделство, зашто нема никаква причина и потреба и инсистираме, апелирам као претседател на Гранскиот независен синдикат на полицијата, меѓу кои се и членовите на шумска полиција, да се сопрат понатамошните прераспоредувања од една шумска полициска станица во друга, да не биде пракса да ова се продолжи и понатака, меѓутоа да го земат и останатите министри и да има прераспоредување во другите министерства, зашто буквално ќе има одлевање на паричните средства.